Избраните представници од народот се должни да гласаат за доброто на државата, а не да оценуваат со амнестија, вели Дейвид Лабан од Асоциацијата на обвинители во Вашингтон. Сепак според него тоа што власта одлучила да помилува одредени лица за постигнување повисока цел за државата, ЕУ и НАТО всушност ја оправдува основната идеја за постоење на амнестијата. Ова одлична ситуација лидерот треба да објасни дека амнестијата ја дава поради она што ќе следи како резултат од неа. Ова е добро користење на моќта на помилувањето. Но она што за Лабан не е во ред е начинот на кој е направена амнестијата. Прво помилување, па потоа обезбедување гласови во парламент. Ако направите нешто, тогаш ќе ве помилувам. Тоа е обратен процес. Треба прво да се заврши работата, откако ќе донесе пресуда и ќе се утврди вина, потоа лицето кое има моќта да помилува ќе го погледне случајот и ќе каже: за влез во ЕУ и НАТО ќе го помилувам. Тој смета дека помилувањето однапред обезбедува слободна карта од затвор без одговорност. На прашањето дали амнестијата во Македонија може да се спореди со случајот на поранешниот советник за национална безбедност на САД, Майкл Флин, тој вели: Тоа е блиска споредба, но разликата е во тоа што Флин беше обвинет, осуден и сега дискусијата е која ќе биде казната. Адвокатката Маргарет Лов, која работи на председателските помилувања во САД, вели дека низ годините многу американски председатели и гувернери ја користеле моќта на помилувањето за да испратат политичка порака. Помилувањата се контроверзни. Некои луѓе ќе ги сакаат, некои не. Но основната функција на помилувањето е да прекршува правила. Таа ги истакна контроверзните помилувања на председателите Џорџ W. Буш, Ричард Никсон и Джералд Форд, додавајќи дека амнестијата е моćна алатка и секоја влада, вклучувајќи ја и македонската, треба внимателно да ја користи во соодветни ситуации.